Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Како библиски долг кон идните наши поколенија, нема поголема обврска од насочувањето на сеопштите напори кон вистински религиозен и културен плурализам, но разбран единствено како обединета заедничка вселенска религиозна култура, чиј темел ќе бидат токму разликите. Ова резултанта на сите средби, излагања и размени на вредности беше постојан и се чини најоправдан лајтмотив на 4-дневната светска средба на религиите во Охрид, кој од 6 до 9 мај оваа година беше духовен вруток на луѓето со добра волја од целиот свет. Древниот Охрид, античкиот Лихнидос, градот на Белото езеро, македонскиот Ерусалим, 3 години по првата средба повторно беше средиште на своевиден светски духовен самит за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, потврдувајќи го својот и статусот на Република Македонија, на град и на земја, на древни цивилизацијски вредности кон кои се стреми секој човек со добра волја, мир, разбирање, диалог, соживот и почитување на сето она што ја чини обогословената вистинска човечка природа и представува вредност за респект без оглед на расната, религиозната, духовната, националната и каква и да е друга припадност на учесниците на Охридскиот собир, но и воопшто во светот. Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог под своето мото «Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите» собра повеќе од 200 верски лидери, представници на голем број верски конфесии од речиси сите делови на светот, политичари, експерти, мислители, луѓе со добра волја кои разменија мислења за начините за унапредување на диалогот, толеранцијата и соработката меѓу религиите и културите во светот како основа за мир, соживот, коегзистенција, меѓусебно почитување и уважување меѓу луѓето и народите. Впрочем, и самите наслови на темите на овој своевиден светски духовен самит, како што се религијата и културата, фактори на мирот, улогата на религијата и на културата во трансформацијата на општеството и почитувањето на верските права и разликите на културите, темел на мирот и просперитетот, јасно покажуваат дека токму диалогот, почитувањето на различностите и нивното уважување се насушна потреба на современиот глобализиран свет, кој денес е исправен пред големи предизвици и опасности, кои се плод токму на културата на нетолеранција, на исклучивоста и на непочитувањето и на негирањето на поинаквиот од себе. Оваа втора светска конференција, која представува природно продолжение на првата, која беше одржана во 2007 година во Охрид, ја организира Министерството за култура во соработка со Комисијата за односи со верските заедници и религиски групи, како и со верските заедници во Република Македонија, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Исламската верска заедница, Католичката црква и другите верски заедници. Светскиот собир на верските првенци како диалог на толеранција и разбирање на разликите беше помогнат од владата на Република Македонија, УНЕСКО, Светската исламска лига, а како партнер беше и Светската конференција за религии за мир. Организирањето на овој изворедно значаен светски собир всушност представува продолжение на неколку значајни регионални форуми и конференции одржани токму на македонска земја. Конференцијата пред се е своевидно логично продолжение на регионалниот форум Диалог меѓу цивилизациите, кој под покровителство на покојниот претседател Борис Трајковски и копредседателство на генералниот директор на УНЕСКО Коичиро Мацура во рамките на декадата на Обединетите нации за диалог меѓу цивилизациите беше одржан на 28 и 29 август 2003 година во Охрид на ниво на претседатели на држави од Југоисточна Европа. Потоа следува Балканскиот меѓурелигиски диалог кој беше одржан од 26 до 28 мај 2006 година исто така во Охрид и третата регионална конференција на министрите за култура насловена Културното наследство мост кон заедничка иднина, која во соработка со регионалното биро на УНЕСКО Брестце беше одржана на 3 и 4 ноември лани повторно во Охрид.
Се во ова недвосмислено говори дека Охрид и Македонија се повеќе се промовираат во своевиден светски духовен центар за диалог меѓу религиите и цивилизациите, а со тоа и меѓу народите. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Културата и религијата, како нераскинливи врски во светот, ќе воспостават нов систем на вреднување, на убедување, така наречени семи на верби, семење на словото и тоа во сите религии. Семето на словото има цел да се приближи и да воспостави заеднички пат спротивен на збиднувањата во современиот свет. Пасхалната тајна е подеднако отворена за сите луѓе во светот и за сите религии, и преку неа на сите религии им е осветлен патот до вечното спасение. Заедничкиот диалог би значил заеднички спас. Да се спасиме значи пред се да се ослободиме од личните доктрини, преку религијата и културата. Истакна Валентина Божиновска, председател на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, отворајќи го Охридскиот собир. Нема поголем поход како залог кон своите потомци од нашите напори да ги насочиме кон вистински културен и религиозен плурализам. Обединети се разбира во една нова космичка религиозна култура. Нејзин главен темел ќе бидат токму разликите. Во таков случај ќе бидеме одговорни пред една нова универзална и религиска азбука. Од Охрид, од оваа конференција, сите заедно да ја срочиме новата азбука на светските религии, со која ќе ја започнеме новата ера што ќе се темели на зборот доверба. Зар, уважени, довербата не е нашето спознавање, нашата етика кон другиот, моралното искуство кон другиот. Вечната доверба кон сите е стратегија, кон поединците, со јазикот на филозофијата, на екзистенцијата, која ќе биде ехо и препорака од сите нас, стремежи, навики на секое лице, на секој поединец. Зарем, почитувани, едно лице не е една нација и обратно. Затоа предрасудите од различните нации се пречки за постигнување и разбирање и диалог меѓу нив. Но, според либералниот пристап на хуманизмот, второто начало на обединување на религиските разлики, како културолошки вредности, се достоинството и слободата. Уметноста на диалогот, уважени, е всушност умешност на добра реторичка доктрина, статусот и нивото на демократијата, националниот, општествениот и културниот менталитет на еден народ. Ваквата политика бара проблемите да бидат решени со меѓусебно слушање, со меѓусебно разбирање на наведените разлики. Но, кога религијата ќе стане диалог, тогаш тој диалог ќе го слушнат и политичарите. Зарем лицето не е суштество на диалог и тоа е равенство на секое друго лице, како што се вели во Библијата. Не е добро човекот да биде сам. Ке му направам помошник, соодветно нему. Религијата е љубов која не се наметнува. Туку, ајде да ги повикаме сите на оваа небесна гозба и дури тогаш ќе сватиме дека луѓето од сите вери не се наши непријатели, туку наши сојузници, аџии на джилакот до спасението. Затоа, од древниот Охрид ве повикувам, уважени дами и господа, екселенции, еминенции, духовни лидери и водачи, да воспоставиме една нова ера, нова охридска ера на расудување, која би не приближила до реалниот мир. Иако светската диалектука укажува дека не постои совршен мир, културата и религијата, како нераскинливи врски меѓу нациите, ќе воспостават еден нов систем на вреднување, така наречени семина верди. Словото, семињата на словото и тоа подеднакво во сите религии. Семето на словото ќе има за цел да приближи, да воспостави заеднички пат спротивен на сегашните збиднувања на светот. Зар пасхалната тајна не е подеднаква за сите во сите религии? Заедничкиот диалог, уважени, би значало за сите нас заеднички спас. Но да се спасиме, значи да се ослободиме од личните доктрини преку религијата и културата. Ги повикувам представниците и од христијанството, и од исламот, и од јудаизмот, и од будизмот, и од сите други светски религии да воспоставиме нова зона на толерантност, зона на универзален хуманизам, полека отварајќи портата низ која ќе излезе религиозниот фундаментализам. Сите ние сме дел и дело на природата. На ист начин доаѓаме
на ист начин заминуваме. Правото на секој од нас е минимум морал. Зар не страдаме и не плачеме исто? Зар ова не се длабоко религиозни прашања? Кога молитвиме, ја правиме и првата проверка на ваквата стварност. Уважени, почитувани дами и господа, овде од Охрид да ги поставиме вертикалите и хоризонталите на зоните на мирот. Овој пат нема да се плашиме да говориме. Исто како што Христос му одговорил на Петар кога тој молел: "Оди си од мене, Господи, оти сум човек грешен." Христос му одговорил: "Не плаши се. Од сега ќе ловиш луѓе. Не плаши се од луѓето. Човекот е секогаш ист." Ние, македонците, сме верифицирана нација, библиски, благочестив, благоглаголив народ, миролюбив народ. Но за жал, не можам да кажам, водејќи се од Божјите правила, дека успеавме да најдеме духовен мир во светот во кој живееме, особено кога е прашање мојата земја, Република Македонија. Овој собир на духовни лидери се случува во време-невреме, кога мојот народ се соочува со сериозни предизвици, со непризнавање на националниот и верскиот идентитет. Со силна верба во Бога им простуваме на сите оние кои не негираат, истовремено го негираат неговото послание за еднаквост меѓу сите луѓе. Ја разбираме слабоста на тие што споруваат цел народ и неговата црква. И истовремено им порачуваме дека нивните напади, токму затоа што се против волјата на Севишниот, не може да го уништат тоа што е градено со векови, а е запишано во Светата книга. Уважени, благодарна сум на Бога што во Балканскиот Ерусалим ни донесе толку многу луѓе со толку силна љубов. Насилството, војните, злосторствата и многу други зла на човечката природа се случуваат кога го отфрламе начелото на солидарност и кога ги поставуваме нашите потреби, желби и посакувања, како оправдани, така и неоправдани, на доние на нашите соседи и ближни човечки суштества. Животот е сепак културен надпревар, но не мора да се убиваме или да се поробуваме едни со други, наметнувајќи ги нашите религии, култури или цивилизации над сите преостанати, нагласи во поздравното слово премиерот Никола Груевски, кој во обраќањето се задржа и врз феноменот на толеранцијата како неопходен елемент во меѓучовечките релации. Кога ќе се сосредоточиме кон Бога и ближниот свој, нашето внимание не го посветуваме на себе си, туку на другите. Кога ќе се посветиме на потребите, желбите и посакувањата на ближните, секако, оние оправданите, тогаш можеме да започнеме да го гледаме и препознаваме соседот како друга личност, еднакво создадена како нас, која заслужува не само достоинство и почит, туку и нашата љубов. Не можеме секогаш да контролираме што чувствуваме за луѓето, особено за лошите луѓе, но можеме да контролираме како се однесуваме кон нив, а тоа не е лесно. Ова однесување бара од нас да им служиме и да се жртвуваме за другите. Можеби ќе мораме да ги жртвуваме нашите ега или дури нашите лоши расположенија во одредени денови. Можеби ќе мораме да ја жртвуваме нашата желба, вербално да нападнеме некого наместо да му посветиме должно внимание. Ќе мораме да се жртвуваме преку љубов и себе надминување за луѓе кои можеби не ни се допаѓаат. Толеранцијата во денешниот свет често се дефинира како слепо прифаќање на едно или друго нешто. Речено ни е да бидеме толерантни кон другите и нивните обичаи и такви и би требало да бидеме до известен степен. Од друга страна, не треба секогаш да бидеме толерантни кон нивното однесување или действија. Помислете си за тоа. Постојат многу нешта кои повеќето од нас не ги толерираат, почнувајќи од тривијалните, па се до злонамерните. Толеранцијата не е попуштање и не смее да се свати како давање на своето. Таа е почитување на заедничкото. Иако е тешко, понекогаш мора да се толерираат и злонамерните. Те имаат исто толку право да живеат и дишат како што имам и јас и морам да им укажам почит и да пружам рака кон нив, како кон човечки суштества. За прашањето за толеранцијата, веројатно сите се согласуваме, особено кога станува збор за прашањето на религијата. Ако нашата собствена религија ни диктира дека сме во право,
како например во врска со прашањето за вечноста, за гробниот живот и патот до нив, тогаш по дефиниција сите останати би требало да грешат. Кога би прифатил дека другите религии се во право, тоа значи дека би морал да ја отварам собствената. Но од друга страна, тоа не значи дека не можеме да се разбереме, почитуваме и љубиме едни со други. Треба да го практикуваме се во ова. Сите сме создадени со способност да љубиме. Ние го делиме универзалниот принцип, кој се состои од повикот да ги љубиме нашите соседи како што се љубиме и себе си. Но за таа љубов треба труд и таа се манифестира во начинот на кој што се однесуваме кон другите. А ако ги љубиме и се однесуваме праведно кон другите, тогаш успеваме да дојдеме до мирот, толеранцијата, меѓусебното почитување и разбирање за кој што зборуваме сите и покрај разликите во нашите религии и цивилизации. И покрај разликите во нашите религии и цивилизации ние имаме повеќе заеднички нешта. Првото од нив, како што реков преходно, е фактот дека сите сме еднакво создадени. Друго нешто кое што го делиме е фактот дека сите заедно делиме една несрекна статистика. 10 луѓе од 10 умираат. Се разбира, кај многу од нас постои надежта за задгробен живот, која што ја убlažува болката од оваа заедничка статистика. Исто така, создадени сме и со способност да мразиме. Следствено, како што знаеме, многу често во историјата се војувале војни во името на Бога и верата. Така, иако постојат праведни војни, како водачи, како политички, така и верски, имаме морална обврска да го осудиме насилството, особено кога тоа е погрешно, а посебно кога тоа се врши во името на верата. Овде во Македонија љубиме да го цитираме апостолот Павле, кој прв им проповедал на неевреите. Во Дела апостолски 16:9 Павле има привидение за еден македонец кој што го моли да дојде во Македонија да ни помогне. Апостол Павле исто така ни вели дека љубовта мора да биде искрена. Тој вели да го мразиме она што е зло и да се држиме до она што е добро. Ако е возможно, се додека зависи од тебе. Живеј во мир со секого. Би сакал да ве оставам со следните мисли. Личноста е светост. Таа е духовно битие кое што е создадено еднакво. Кога се сосредоточуваме на другиот и ги љубиме ближните како себе си, можеме да живееме во мир, да се разбираме и толерираме едни со други, можеби дури и да уживаме во друштвото на другиот. И покрај разликите во нашите религии и цивилизации, кога се сосредоточуваме кон оправданите потреби на нашите соседи, кога ги љубиме како што се љубиме себе си и кога го љубиме својот Бог, можеме да научиме да живееме заедно. Да действуваме праведно, да ја љубиме милоста и да чекориме со почит кон Бога. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Поздравувајќи ги присутните учесници на Серелигискиот собир, Министерот за култура Елизабета Канчевска-Милевска посочи дека одржувањето на Светската конференција е настан кој е и сигнификантен резултат на континуираното и непоколебливо покровителско залагање на македонската влада и нејзиното залагање и високо место во агендата на Меѓународната година на Обединетите нации за зближување на културите во рамките на декадата за културата на мирот. Неопходно е да направиме секаков напор да действуваме кон она што не води кон мирот и заемното верско усовршување и во духот на оваа мудрост на апостол Павле да се вложиме себе си и нашите дела во балансот, диалогот како севселенска порака за нашето постоење во иднината. Традицијата што се пренесува од генерација на генерација на овие наши простори вели: дојди и премини кај нас во Македонија. Гласот на ангелот одекнува до денес.
Република Македонија е земја со долга и богата култура, со различни културни изразувања и фасцинантни длабоки духовни корени. Таа е судбински портал низ кој се преобразува Европа, земја музеи, земја на археолошки локалитети, земја на духовни светилишта, земја на тврдини и чаршии, артефакти со висока историска и уметничка вредност, кои го одразуваат духот на македонскиот народ и македонската држава. Низ долгата и богата историја на македонскиот народ и етничките заедници кои живееле и живеат тука, создадено е непроценливо културно богатство, од кое и денес младите генерации црпат чувство на идентитет, љубов и почит кон своите корени и традиционални вредности. Токму културната и религиската разноликост на Македонија представува извор на голем креативен потенцијал и мост кон заедно разбирање, почит и соживот. Од тука не случајно нашата држава беше домаќин на првата светска конференција, преку која покажавме дека само со размена на мислења и искуства светот може да стане една динамична област, во која луѓето повторно ќе го откријат стимулативното богатство на различностите, културната размена и соработката. Потврдивме дека само преку диалог, втемелен врз целосно меѓусебно почитување и пиетет кон различностите и вредностите на другите, може да се зачува мирот, да се реализираат различни задачи, да се следат идеалите на современиот свет. Почитувањето на правата на поединецот, како пол, раса, етнос, како носител на богатство, на посебности, денес е историска нужност. Во овој глобален свет мора да биде поддржана културната разновидност, за да се заштити човековиот дигнитет. Културната и религиската разноликост се вистинско богатство и предност за секоја држава, бидејќи различните културни и религиски традиции имаат голем креативен и уметнички потенцијал и истовремено представуваат инструмент за воспоставување на диалогот. Несомнено дека диалогот е единствено и трајно решение на проблемите со кои се соочува денешнината. Благодарение на умешноста на комуникацијата може да се победат во вистинска хумана смисла на зборот и најмоćните непријатели. Ваквите вредности и нивното унапредување ги должиме на повеќе личности кои со своето визионерство и личен ангажман во минатото влијаеле за нивно издигнување до нивото на кое обстојуваат денес. Затоа годинешното одбележување на 100 годишнината од раѓањето на мајка Тереза, 1100 годишнината од упокојувањето на најревносниот ученик на патронот на Европа, Свети Кирил, игуменот Свети Наум, и 1400 години од објавувањето на Куранот со својата религиска разноврзност, уште посилно сведочат за практичната моќ на диалогот на ова тло. Одржувањето на светската конференција е настан кој е и сигнификантен резултат на континуираното и непоколебливо покровителско залагање на владата на Република Македонија и председателот на владата господинот Никола Груевски и незиното високо место во агендата на Меѓународната година на Обединетите нации за зближување на културите и во рамките на декадата за диалог помеѓу цивилизациите и декадата за култура на мирот на Обединетите нации и УНЕСКО ја вројуваат Република Македонија во групата на лидерите на светскиот поредок кон мирот и благосостојбата. Во рамките на овие настојувања, како во минатото, така и во иднина, владата на Република Македонија продолжува силно да ги поддржува сите иницијативи на националните и меѓународните установи и организации кои стремат кон постојан диалог и соработка помеѓу цивилизациите. Тоа е наша основна должност, затоа што кризата на етиката, цивилизацијските падови, искривените вредности и меѓучовечката нетрпеливост и денеска остануваат пример за несовршеноста на нашето општество. Но тоа не значи дека треба да се откажеме, ниту пак да подзастанеме. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Мирот е темелот на благосостојбата на човековото постоење. Токму затоа конференциите како оваа се одговор на суштинското прашање за вистинските модалитети на живење на диалогот, во време кога нетолерантноста и ксенофобијата опасно се закануваат да го уништат неговото постоење. Порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, нагласувајќи дека Македонија живее во светот на различности.
животот не научи на соживот и толеранција, нагласи Иванов, потенцирајќи дека во Македонија правилно се сваќаат световите на различните и ние ги почитуваме. Неповторлива е можноста 2 децении по падот на Берлинскиот зид да ги евалуираме вистинските придобивки на диалогот како инструмент за надминување и решавање на недоразбирањата и разликите. Почнав со падот на Берлинскиот зид како значаен чекор во изградба на она што јас го нарекувам Пакс Европана. Станува збор за концепт на отворен простор во кој доминира диалогот и почитувањето меѓу луѓето, заедниците, религиите. Отворен простор во кој секој ќе биде почитуван за тоа што е, без оглед каде живее и каде работи. Отворен простор во кој правилно ќе се сватат световите на различностите и моќта на геокултурата. Идејата за отворен простор е изворот на европската сила и темелот на европскиот успех. Мирот е темелот на благосостојбата и човековото постоење. Токму затоа, конференциите како ова се одговор на горливото прашање за вистинските модалитети на живење на диалогот во време кога нетолеранцијата и ксенофобијата се закануваат да го уништат неговото постоење. Во време кога на сцена повторно се враќаат застарени и назадни политики кои го проблематизираат човековиот идентитет и достоинство и кои ја злоупотребуваат верата. Во тој контекст особено е значајно да ги одредиме модалитетите на диалогот меѓу религиите, бидејќи секоја политика без духовност е неодржива. Религијата во помала или поголема мера е еден од клучните елементи на идентитетот на поединецот и заедниците. Одржливиот мир е возможен доколку плурализмот во општеството го инкорпорира во себе и религиозниот плурализам. Денес светската јавност, барем декларативно, го поддржува диалогот. Колку реалноста ја следи декларативноста, па ако сакате и желбата за благосостојба која извира од сите наши визии за сегашноста и иднината, зависи од спроведувањето на дело на заклучоци на ваквите, за жал, се уште недоволно чести конференции. Тоа зависи од напорите на сите нас да ја потикнеме употребата на диалогот како инструмент за најуспешно градење на иднината. Затоа, за поздравување се напорите на УНЕСКО и другите меѓународни организации во охрабрувањето и поддржувањето на меѓуцивилизацијскиот диалог. Посебно, интензивно и практично во чувствителни геостратешки делови од светот, каде е неопходно да се разберат маргинализираните групи, малцинствата и се разбират младите, како идни градители на цивилизацијскиот поредок. Впрочем, ако погледнеме далеку во историјата на човековата цивилизација, постојат несоборливи и практично издржани докази за моќта на диалогот. Државата живее во благосостојба ако во неа се почитуваат принципите на плуралност, демократија, обезбедување на човековите права и слободи, почитување на граѓанските права на сите, еднаквите можности за мажите и жените, создавање на соодветни и добри односи меѓу верските заедници. Секое поместување на овој баланс создава проблеми кои во рамките на едно демократско општество може да се решаваат единствено со диалог. Република Македонија се горди со својот единствен инклузивен модел на демократија. Модел кој подразбира интеграција без асимилација. Во Македонија 20 етнички, религиски, јазични и национални заедници ги уживаат сите универзални права и слободи кои ни се денес познати. Мултиетничкиот и мултиконфесионалниот соживот е реалноста во која Република Македонија се гради со векови. Македонскиот модел е модел на иднината, модел кој во својата суштина содржи универзални вредности, а поаѓа од почитувањето на различните културни матрици. Овој модел е најсилната легитимација на Република Македонија во меѓународната заедница. Тоа е една од причините за одржување на оваа конференција токму тука во Охрид во Македонија. Со организирањето на оваа конференција, што прераснува во добра традиција, почната од председателот Борис Трајковски и кој сега ние се обидуваме доследно да ја продолжиме, Македонија ја потврдува својата посветеност кон градење на глобална платформа за мир и диалог меѓу религиите. Со својот пример, Македонија ги охрабрува верските и религиозните чинители широм светот да се приклучат кон овој заеднички потват. Подготвени сме да ги споделиме искуствата
и придобивките на македонскиот модел, ако доследно се применат, ќе придонесат за јакнење на меѓукултурната и меѓурелигиската соработка и разбирање и спречување на конфликти. Македонија живе во светот на различитостите. Животот не научи на соживот и на толеранција. Во Македонија правилно се сваќа светот на различитостите и ние тоа го почитуваме. Ваквата вековна традиција и реалност не само што ја почитуваме, туку ја рефлектираме во секултниот општествен и политички живот во Македонија. Со тоа ја почитуваме креацијата на Сесоздавателот, на Бог, на Господ, на природата, кој како милува, така може тоа да си го дефинира. Но ова се темели и со животот на овој простор, на ова крстостица на цивилизации во ова преубава Македонија. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Во севкупното човеково живење ништо друго не остава такви заеднички траги како делата на верата и на културата. Во многу случаи дури недвојливи се религиозните од културните творби, религиозното чувство како да го диктирало создавањето и на полето на културата. Всушност, религиозното начело во културата е незината содржина, како што во христијанската култура провеува духот на христијанското сваќање и разбирање на светот и човекот, за времето и вечноста. Оваа култура се темели и твори врз верата, а незиниот морал врз принципите на љубовта, потсети во својата беседа поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Наоѓајќи се во Македонија и посебно во Охрид, може би не треба многу да се говори за религијата и културата на овој народ и на оваа земја. Овде живењето со Бога и создадената култура најмногу и најдобро сами за себе говорат. Охрид е духовна столица на Македонија и вековно седиште на Охридската архиепископија и токму овде се создавале најмаркантните дела од духовноста и културата на овие простори. Македонија е мултикултурна држава, поднебје каде што гледано од сегашен и историски аспект, живеат и живееле разни културни изрази. Истите се создавале, почнувале и се развивале во разни временски периоди. Тие понекогаш биле антонимни, па една култура ја проголтувала другата, ја преобразувала и давала нова смисла, нов контекст, а во други случаи живееле паралелно, без да си наштетуваат. Сепак, содржински најбогата култура на овие простори е културата на македонскиот народ. Култура која своето полнолетство, својата зрелост и уникатност ја доживува во повеќе периоди, но особено во христијанството, која представува една синтеза од разни духовни и материјални културни содржини. На просторот од Македонија, во културното поле на македонскиот народ, во неговата свест и неговото пишано и преданиско искуство, се наоѓаат многу слоеви на духовното, а со тоа и културно растење на неговото население. Па така се наоѓаат многу траги од култура, што се создавала во времето на паганизмот, се сретнуваат дел од времето на христијанизирањето на македонскиот народ, како и од сите периоди досега. Организаторите на Вторава светска конференција на религиите, веруваме, ја имаат покрај другото и таа цел на ваквите средби да се подлабочат меѓусебните врски преку размена на мисли и сознанија, како би можеле сите да дадеме свој прилог и придонес во градењето на доверба и почитување кон сите народи и нивните религии и култури. Впрочем, сите треба да се чувари на културата, која треба да продолжи да расте во своето поднебје и покрај сите различности на времето, просторот
и народите меѓу кои и од кои е создавана. Со се поголема пак улога на верата во современото општество, посакуваме религијата да продолжи да биде цврст темел на мирот и диалогот меѓу цивилизациите. Религијата има потенцијал и треба да ги спојува различните народи и култури и покрај човечките слабости, посебно во денешен контекст на плуралитет и разнородност, како што се нагласува и во соопштението од Светскиот собир на верските поглавари, одржан во Москва во 2006 година. Македонската православна црква ги поздравува ваквите собири, зашто тие не значат само можност да се запознаеме одблиску со другите, со нивниот религиозен и културен идентитет. На овој начин воспоставуваме критериум да тргнуваме во своите работи од аспект на знаењето, на информираноста, а не на спекулативноста или пак на погрешната представа. Ваквите контакти помагаат и во стекнувањето пријателства, зашто да стекнеш некого за пријател, значи дека најпрво си го запознал, си научил за него доволно, а да познаваш некого, значи и да почитуваш. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Оваа втора поред конференција за диалог што се одржува во прекрасниот град Охрид, кој во своите преградки љубоморно ги чува високите дострели на минатите култури, испреплетени со сегашната мултиконфесионална стварност, и полека се претвора во традиција која со волјата на Аллах ќе продолжи и во наредниот период да служи како подадена Божја светлина која ќе го осветлува патот на соживотот, соработката и меѓусебното разбирање, смета председателот на Исламската верска заедница на Република Македонија, Реис ул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи. Тој е уверен дека од Охрид ќе биде испратена силна порака за отрезнување на човекот, за воспоставување мир меѓу луѓето и народите и сите да бидеме поддржувачи и поклоници исклучиво на вистината. Në përputhje me sintagmën e shpallur të Allahut fuqiplot, e cila thirr në nevojën që të gjithë së bashku të apelojmë. Во согласност со објавената Аллахова синтагма, се нагласува потребата сите заеднички да ги повикуваме нашите сограѓани на вистинскиот Аллахов пат, со мудрост, водејќи диалог, со средства кои го потикнуваат и му даваат иднина, онака како што вели возвишениот Куран во поглавието Нахл ајет 125. Цитирам: Повикувај на патот од Господарот твој, и со мудрост, и со поука добра, и води диалог со нив на најдобар начин. Господарот твој секако најдобро го познава оној кој скршнал од патот негов. Тој најдобро ги знае упатените. Тука завршува цитираниот ајет. Од одамнина, од времето на Адам и неговото соочување со овој свет, човекот создава духовни и материјални вредности врз основа на условите на живеењето и истекнатото искуство, па така денес можеме да зборуваме за мноштво култури, мноштво цивилизации, многобројни религиски искуства. Сите тие се израз и волја на единствениот и заеднички Творец, на Креаторот на севкупната креација, на Аллах Бог. Поради тоа, убавината на овој свет се состои во неговата различност, која паметните и искрените луѓе треба да ја потикнуваат и да ја поддржуваат, затоа што секое насилство врз светската различност со намера да го унифицираат, ќе представува жал и болка за сето она што е направено, но и неспокој и несигурност во душите на современиот човек. Основа за успешен меѓурелигиски диалог секако представува етиката, моралот, кој секој од нас со себе го носи од средината од која потекнува, и ние сме обврзани да ги уважуваме и почитуваме етничките вредности, кои се темелат на еднаквост,
рамноправност, слобода на уверувањето и верувањето што ги градиме универзалните етнички вредности. Мисијата на Мухамедовото алейхуселамово послание се темели покрај верувањето на единствениот Бог и врз неговото усовршување на човековиот благороден морал. Драги пријатели, уверен сум дека вие, со вашата мудрост, со вашето излагање на вашите мисли на оваа конференција, со размената на искуствата, кои се дел од овој амбиент, со вашата почит кон другиот, поинаквиот од вас, со пријателствата кои ќе ги стекнете, а старите ќе ги зацврстите, ќе испратите јасна и конкретна порака дека диалогот меѓу религиите и културите е неминовна потреба на денешниот современ човек, премногу окупиран со неговите материјални добра и безчувствително насочен кон аморален и безвреден живот. Ќе упатите силна порака за отрезнување на човекот, за воспоставување мир меѓу луѓето и народите и сите да бидеме поддржувачи и поклоници исклучиво на вистината, која единствено е вистински патоказ кон среќата и иднината. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Македонија со организирањето на двете светски конференции за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог го прифати светот, а потоа со нивна помош таа во светот стана позната со една позитивна порака – отвореност кон сите други и поинакви. Истакна за Македонското радио, Радио Скопје, сараевскиот кардинал Винко Пулич, шеф на делегацијата на Светата столица на Охридската конференција. Според него, преку разговорите се уриваат предрасудите, затоа и потребно е да се запознаеме, да разговараме и да јурнеме предрасудите за да можеме повеќе да се прифатиме и да соработуваме едни со други. Па како ја долазим из Босна и Херцеговина, где су различите и вера и нации? Па, како јас доаѓам од Босна и Херцеговина, каде што се различни и верите и нациите, и нам ни нема обстанок без еден реален диалог. Тоа нема алтернатива. И затоа, кога слушнав дека Македонија организира ваква една конференција на светско ниво, бев многу расположен. Дотолку повеќе што ме делегираше Светата столица да ја предводам католичката делегација, бидејќи ние на оваа конференција застапуваме еден став, а тоа е ставот кој црквата посебно го има на основата на Евангелието и на темелот на Вториот Ватикански собор. Црквата мора да биде отворена за комуникација, за запознавање на другите и за почитување на другите и да оди по заеднички пат до заедничко добро. Така ја доживеав оваа конференција. Многу добра клима, добро организирано и на некој начин со тоа Македонија го прифати светот. А потоа со помош на таа конференција, Македонија себе си се промовира во светот со една позитивна порака. Отвореност кон сите други и поинакви, различни и прифаќајќи ја различноста, всушност сака да ја гради оваа земја на темелите на еднаквоста, на темелите на човековите права и верските слободи. Тоа сигурно е една многу позитивна клима, дотолку повеќе бидејќи веднаш најави дека ќе ја продолжи таа конференција. Може би и самото место ја прави многу позитивна климата. Охрид е посебно место кое создава добра клима, така што атмосферата и кај првата средба и оваа втората конференција покажаа многу убава клима, каде што луѓето олабавено контактираат, разговараат, се слушаат едни со други.
Тука помалку или повеќе сите пораки се исти, кои на некој начин, од различни перспективи, имаат заеднички ставови. Тоа е вреднување на човекот. Тоа е мирот. Тоа е всушност меѓусебното почитување, градење на заедничкиот соживот, и тоа создава и во ова време една нова порака од Македонија и од Охрид. Мислам дека е нормално луѓето да имаат различни погледи на некои работи и никогаш не треба да се плашат од таа различност, да се запознаеме едни со други. Туку токму таа дискусија и таа различност покажува дека ние се уште не се познаваме. Иако живееме заедно, се уште не се познаваме. Посебно тука треба да се одели едно ниво на културен идентитет. Второто ниво е верскиот идентитет. Третото ниво е национално-политичкиот идентитет. Не само на една земја, туку и на Европа. И кога се гради тој пат на диалог, треба токму да се почитува запознавањето на таа степеност. Културна, верска, национална и на некој начин она што ја одбележува една земја. Преку разговорите се уриваат предрасудите. Важно е луѓето да ги отстранат предрасудите едни кон други, особено ако се натрупале со разни негативни случувања, како што е војната или да кажеме оделни судири, па да станува збор и за медиумски. Потребно е тогаш да се запознаеме, да разговараме и да ги урнеме предрасудите, за да можеме повеќе да се прифатиме едни со други и да соработуваме. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Глобалното граѓанско општество страда од културата на нетолеранција, која стана нормална појава во решавањето на политичките проблеми, кои не се сродни со нашите лични уверувања во решавањето на јавните проблеми, ни со верските разлики, истакнува Хајнрих Болетер, бискуп на Евангелско-методистичката црква, нагласувајќи дека културата на доверба и разбирање почнува со човековото достоинство, односно од достоинството на секој поединец. The role of religion shall lead to a new culture of respect, trust and cooperation towards an open civil society. Улогата на религијата треба да води до нова култура на почитување, доверба и соработка кон отворено граѓанско општество. Важно е религиите да не се гледаат како фактори за конфликт во меѓународните односи. Религијата има потенцијал да наоѓа решенија за проблематичните аспекти на национализмот, расизмот, еколошките проблеми и насилството. Од една страна, верниците не се експерти за вакви глобални прашања, но од друга, тие се експерти за моралот и етиката, што ја зајакнува и поддржува визијата за отворено граѓанско општество. Многобројните вероисповести се доказ за добрата волја на луѓето низ светот, кои бараат освестување, учење и дејствување, родени од надеж, а не од страф. Ние сакаме особено медиумите да го истакнат позитивното влијание на верските заедници во секојдневниот живот за општото добро на општеството. Зборувајќи за ова ќе нагласам факт од општествената клима во која верските заедници би можеле да ги соединат различните култури во нашата средина. Глобалното граѓанско општество страда од културата на нетолеранција која стана нормална појава во решавањето на политичките проблеми кои не се сродни со нашите лични уверувања во решавањето на јавните проблеми, ни со верските разлики. Нетолеранцијата често е реакција на луѓето кои не можат, ниту сакаат да се приспособат на доминантната култура во која живеат. Нетолеранцијата е како болест која влијае врз сите димензии на нашето општество.
Таа не води кон диалог, ни кон заедничка потрага по решение. Туку предизвикува агресија, обвинувања, поделба и недоразбирање. Ако ги погледнеме националните или регионалните избори во кој било дел од светот, сваќаме дека кандидатите често бараат подршка од луѓето, давајќи популистички изјави и ветувања кои не ги остваруваат никогаш. Токму со тоа, тие создаваат култура на нетолеранција. Ова би можело за кусо време да создаде поголема подршка за кандидатот, но тој нема да култивира клима која вистински ќе го смени светот на подобро. Нетолеранцијата особено ги лишува младите генерации од позитивен пристап кон одговорностите за општото добро, кон практичната соработка за подобра иднина. Придонесот на верските заедници помага да се надмине културата на нетолеранција, а нивните напори водат кон заедница на граѓани, оформена од меѓусебна почит и чувство за одговорност кон заедницата, вклучувајќи ги и малцинствата. Додека ја нагласувам посветеноста на абстиненција од се што предизвикува нетолеранција, евидентно е дека постојат околности и момент на бруталност, кои се закана за човековите права и обстанокот на светот. Ние ќе мораме да протестираме гласно, бидејќи нема да бидеме задоволни од ваквата состојба на нетолеранција. Ќе треба да најдеме начини и партнери, како и надеж да работиме интензивно кон промена и трансформација. Културата на доверба и разбирање почнува со човековото достоинство, односно, како што беше повеќе пати споменато, од достоинството на секој поединец. Идентитетот на другата личност мора да се почитува, а меѓукултурниот диалог треба да создава односи кои не се базирани врз еднострани впечатоци и информации. Тој го вклучува и правото на критика на другата страна, но со почит и соработка кон отвореното граѓанско општество. Посветеноста кон слободата на вероисповест, како и правото на религиите да критикуваат други верски групи или општествени услови во јавноста, мора да ја вклучат подготвеноста за прифаќање критики на своја сметка. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Додека седиме заедно, водиме диалог и дискусија овде во Охрид, иако застапуваме различни групи и верски заедници. Треба да запомниме дека сме браќа, сестри и роднини, членови на едно заедничко семејство, истакна рабинот Ендрю Бейкер, директор во Американско-еврејскиот конгрес и одговорен за еврејските заедници во светот, председател на главната канцеларија на ОПСЕ за борба против антисемитизмот. Предупредувајќи на се почестите појави на антисемитизам, особено во источноевропските земји и на Блискиот Исток, тој со пофалби за Македонија, во која, како една од ретките европски земји, еврејската заедница е дури и уставна категорија. In light of this, it was interesting to see how America and its NATO allies following the fall of communism Беше интересно да се види како по падот на комунизмот Америка и нејзините НАТО сојузници ги гледаа новите демократии од Централна и од Источна Европа, како и нивните позиции за членство. Тие најдоа начин да ги измерат овие новосоздадени општества по начинот на кој се однесуваа кон малите еврејски заедници, кон наследството од Холокаустот и кон прашањата за воспоставување и оживување на антисемитизмот, за да определат колку овие земји се подготвени да ги преземат предизвиците на етничките тензии и на толеранцијата. Македонија е единствен пример во однос на ова прашање. Незината мала еврејска заедница има мошне трагично минато.
Над 90% од незината популација беше уапсена од бугарската жандармерија и депортирана во нацистичките логори во Полска. Денес има неколку стотици жители, но тие се активни, продуховени и се сведоштво за човечкиот дух. Македонскиот устав ги идентификува како една од историските и религиозни заедници на земјата. Без никаква контроверза, владата ја презеде одговорноста за враќање на поранешните имоти на евреите и за исплаќање надомест за имотите без наследници. Таа преговараше за договори со двострана подршка во мирни услови, што не е случај со другите земји. Овие фондови сега се користат за изградба на меморијален музеј и на културен центар во Скопје. Тој ќе ја рефлектира и ќе ја одреди сликата за долгата историја на животот на евреите на Балканот, а истовремено ќе биде центар за промовирање на меѓуетничко и интеркултурно разбирање и соработка. Тоа ќе биде споменик во чест на сите оние што исчезнаа во Холокаустот, но ќе служи и како предупредување каде водат антисемитизмот и етничката омраза. Пред една деценија може би сметавме дека антисемитизмот е оставен далеку во историјата. Но се освестивме по конференцијата во Дурбан на Обединетите нации во 2001 година и отворените антисемитистички напади, како и распаѓањето на мировниот процес на Блискиот Исток, што предизвика бран насилства во голем дел од Западна Европа. Проблемите со кои се соочуваа многу источноевропски земји за справување со минатото од ерата на Холокаустот, исто така предизвикаа одредена форма на антисемитизам. Во такви услови, ние не можеме да ја подцениме важноста на верските и на граѓанските лидери кои зборуваат гласно, брзо и јасно за антисемитизмот и за другите форми на нетолерантност. Ние можеме и мораме да го користиме влијанието на нашите заедници и моќта на убедување за да помогнеме во оформувањето на потолерантно граѓанско општество со повеќе почит. Нашите сопствени верски традиции делат заеднички кодекс на однесување, односно почит кон човечкиот живот и усовршување на животот на овој свет. На 6-тиот ден од создавањето, Бог го создаде човекот од едно суштество, земајки прав од земјата, со што го создаде нашиот заеднички предок Адам. Според еден еврејски коментатор, Бог ги собрал сите парчиња почва од сите 4 страни на светот за оваа специјална креација. Имајќи го предвид се во ова, треба да сватиме дека сите сме еднакви и поврзани. Па, додека седиме заедно, водиме диалог и дискусија овде, во Охрид, иако застапуваме различни групи и верски заедници, треба да запомниме дека сме браќа, сестри и роднини, членови на едно заедничко семејство. Ова беше првиот дел од специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Аудио дизајн Бесим Кека. Синхронизација Искра Чоловиќ. Автори на емисијата Свето Стаменов, Билјана Таневска-Спировска и Лазо Билбиловски.